Знаете ли дека опивањето е грев? А многумина пијат при прва можност дури и кога наводно го слават Бог. Светото писмо вели дека одење погатачи, бајачи, занимавање со окултното, магии, хороскопи, практика на јога, сето тоа е грев бидејќи не е од Бог, кој е светлина и во кого нема темнина. Блудството, порнографијата, интимните врски без брак, истополовите релации, неверството, и тоа е грев. Зависта, омразата, одмаздата, непростувањето, пушењето, сето тоа е грев зашто телото е создадено од Бог да е храм на Светиот Дух, а не за да биде блудно. Тоа што имаш право на слободен избор не ти дава право да бидеш развратен и сам себе си да се уништуваш. Знаеш ли дека коцкањето и обложувањето исто така се грев, бидејќи надежта не ти е во Бог, туку во среќа? Многумина се робови на гревот и наместо понизност тие се горделиви, наместо Бог да го слават се поклонуваат на лажни богови како идоли од луѓе, светци, популарни личности, носат амајли и слики од нешто кое што мислат дека им носи среќа и заштита, бидејќи не го познаваат живиот Господ Исус Христос. Пријателе, очајно ти треба спасител да те спаси од гревовите кои ги наследи од Адам и Ева, како и од гревовите кои ги вршеше со своеволието, бидејќи платата за гревот е смрт. Гревот е како змиски отров, а против отровот е да го примиш Исус Христос во себе за свој Господ и Спасител. Една жена е убедена дека е верничка во Бог, а го изневерува сопругот. И по кој критериум таа тврди дека ќе биде спасена од Божиот суд, кога не прекинала со гревот, кога не се покајала, кога не поверувала во Христос? Дали си мисли дека Бог ќе ја поштеди од пеколот бидејќи добро ги офарбала јајцата за Великден? Таа е во заблуда. И во таква заблуда живеат многу луѓе денес, одат во цркви, а одат и кај бајачи и гледачи. Се клањаат на божества, а мислат дека на Бога му се поклонуваат. Еден човек кренал манастир и спонзорирал црква да се гради и сите го знаеле за почесен граѓанин, а при тоа силовал малолетно девојче. И како може истиот да мисли дека е христијанин? Всушност, што има Христос заедничко со гревот и со овие злобни дела? Не се заблудувај, можеби ќе си речеш дека не си толку грешен како овие кои што ги набројав, но се дури не се откажеш од грешното живење, маскирано со самоправедност и суета, се дури не поверуваш во Господ Исус Христос и не се покаеш искрено и вистински, нема да бидеш спасен. Само со вера во Господ Исус Христос и во неговото завршено дело на крстот, ти си спасен по благодат Божја, не по твоја заслуга или заради добри дела. Ако веќе си го сторил тоа, тогаш не се враќај во грев, во пијанства, во блудства, светски страсти и безумства. И ова не е нововерска доктрина. Ова е пишано во Светото Писмо и денес можеш да го направиш изборот, да го избегнеш Божиот гнев и пеколот, прифаќајќи ја Божјата подадена рака кон тебе. Сврти се кон Бог и разбери дека тој многу те сака. Бог си го жртвуваше својот единствен син Исус Христос за ти да бидеш спасен со верата во него и во тоа што тој го изврши на крстот. Ако веруваш во Господ Исус Христос и го сакаш, тогаш ќе го следиш неговиот пример и ќе ги извршуваш неговите зборови, односно ќе го исполнуваш Исусовото учење. Зошто Исус умре? Светото Писмо ни вели дека тој умре за сите нас и затоа тие што го прифаќаат од него подарениот живот, нема веќе да живеат за да си угодуваат самите на себе, туку ќе живеат за да му угодат на Христос кој умре и воскресна за нив. Тоа значи дека кога некој ќе стане христијанин, тој е веќе нова личност, не е веќе ист како порано, зашто со стариот живот е веќе завршено, започнува нов живот. Тој нов живот доаѓа од Бог, кој преку Христос не помири со себе и ни ја довери задачата да им објаснуваме на луѓето како и тие да се помират со него. Нашата порака е дека Бог беше во Христос и му понуди помирување на целиот свет со себе, готов да им ги прости гревовите на луѓето. Таа порака која објаснува како може да се помириме со Бог, ни ја довери нам за да им ја проповедаме на сите луѓе. Ние сме амбасадори на Христос и преку нас Бог ви говори. Во името на Христос ве молиме, помирете се со Бог. Бог го даде Христос, кој немаше никаков грев, да биде жртва за нашиот грев, та преку него ние да се здобиеме со Божја праведност. Ви споделив од второ послание до Коринќаните 5 глава. И јас бев помрачен од гревот, но од 2012 година сум новороден, духовно прогледав и Бог ме спаси не заради тоа што заслужив, туку по милост на Бога. Тој ме трансформира. Како се случи тоа? Поверував во Господ Исус Христос и на фактот дека тој умре за моите гревови распнат на крстот, дека беше погребан и на третиот ден воскресна.
Поверувај ти и прими го Христос за свој Господ и Спасител и прими го спасението. Божјото Слово вели, зашто ако со устата исповедаш дека Исус е Господ и во срцето свое поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе се спасиш. Бидејќи со срцето се верува за оправдание, а со устата се исповедува за спасение. Исус доаѓа многу скоро, пријатели. Затоа свртете се кон Господа. Свртете се кон Него додека се уште можете. Неговата милост се излева врз сите нас. И верувам дека вие не случајно го гледате ова видео и ја слушате оваа порака. Исус доаѓа наскоро. Мараната, Божји благослов.